Кратки најави за денешните настани. Националниот парк Галичица доби нов 3-годишен грант од Фондот за природа Понт. Од 1 јануари се намалува цената на струјата за домакинствата. На утрешната седница на Советот на Општина Охрид на дневен ред и буџетот за 2024 година. Засилени безбедносни мерки во Охрид за новогодишните празници. Предновогодишни мостови на пријателство на основното училиште Кочо Рацин од Охрид. Ова беа кратките настани за денешниот дневник, но прво да ја погледнеме временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по магловитото утро во текот на денот имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 12 степени Целзиусови. Во среда во крајните западни предели на Европа, на британските острови, како и во северозападна Европа, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. На југ од Скандинавија се очекуваат врнежи од снег. Во останатите предели од Европа претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Во крајните северни предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 7 до 16 степени. Во Македонија во среда во утринските часови појава на магла и ниска облачност, која што по котлините ќе се задржи и во предпладневните часови. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Дневните температури ќе бидат над повеќе годишниот просек за месец декември. Минималната температура од -5 до 3 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 8, односно до 16 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во Охрид во четврток во утринските часови појава на магла и ниска облачност, а во текот на денот претежно сончево време со локална облачност. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во петок и сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди и дневна температура до 9, односно до 7 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Специјалистичка биохемиска лабораторија Сонце. 20% празничен попуст во декември и јануари за хормони, туморски маркери и електролити. Лабораторија Сонце. 30 години грижа за вашето здравје. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Бош и Дивол. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Од сите заштитени подрачја кои Фондот за природа Понт ги поддржува, Националниот парк Галичица има постигнато најдобри резултати, поради што добива највисок грант за следните 3 години. Ова го истакна денеска директорката на Фондот Мириам де Конинг на потпишувањето на договорот за финансиска поддршка со која паркот ќе ги реализира своите определби, ќе продолжи со имплементација на досегашните, но ќе реализира и нови проекти. Јавната установа Национален парк Галичица доби нов 3-годишен грант од Фондот за природа Понт. Договорот денеска го потпишаа директорот на јавната установа Национален парк Галичица Александар Бузлевски и директорката на Понт Мириам де Конинг. Станува збор за значителен износ на средства кои ќе му помогнат на Националниот парк да продолжи и понатаму успешно да ги спроведува своите оперативни определби и започнати проекти, но и да отпочне со реализација на нови. Главен приоритет на паркот и понатаму е некористење на природните ресурси, односно заштита на природата и одржливост на паркот преку самофинансирање. Директорката на Фондот за природа потенцираше дека е задоволна од тоа како се искористени досегашните грантови и од постигнатите резултати до сега. We started our cooperation at Pont in 2018. Соработката ја започнавме во 2018 година и не знаевме каде ќе не однесе тоа патување, но мислам дека постигнавме голем напредок, главно со трудот на тимот на Националниот парк Галичица. Сакам да им честитам на добро завршената работа до сега. Среќна сум што ги гледам тука и партнерите на паркот како МЕД, Црвен крст Охрид и Патагонија, чија помош и поддршка е многу значајна во менаџирање на толку голема територија. Од 11 заштитени подрачја кои Понт ги поддржува, морам да признам дека Националниот парк Галичица има најдобри резултати и затоа добивате и највисок грант за престојните 3 години. Со нетрпение очекувам реализацијата на оперативниот план кој го составивте како тим. Планот на Национален парк Галичица за следните 3 години опфаќа ревизија на планот за управување со паркот, подобрување на условите за туризам и рекреација, заштита на природата преку мониторинг на биолошката разновидност, непосредна заштита, активно управување со природните ресурси и подигнување на јавната свест за заштитеното добро. Стварно се потрудивме и вложивме напор да дадеме се од себе за ова да биде во најдобро светло и како пионери во нашата земја се надевам дека ќе продолжиме по овој пат да ја следиме и да ја сакаме планината и заштитата на самата планина како досега и од сега.
Оперативниот план кој ќе се реализира во следните 3 години со помош на грантот предвидува промени во зонирањето со тенденција за зголемување на зоните за строга заштита и активно управување преку ревизија на планот за управување. Ќе се спроведува нов проект заштита на медитерански шуми преку програмата Интерек. Ќе започне со реализација инситу мерка на заштита на ендемичен вид под закана од исчезнување. Репродуктивниот центар за европски елен, кој од почетните 30 се намножи на повеќе од 150 единки, ќе продолжи да функционира. Идентификацијата и мапирањето на дивоградби во рамки на паркот што започна минатата година со снимање на урбаните опфати кои припаѓаат на општина Охрид, во наредниот период ќе продолжи со снимање на преспанска страна. Во делот на едукацијата и подигнувањето на јавната свест ќе продолжат проектот Граѓанска наука и мрежата за искуствено учење. Во делот на подобрување на условите за туризам предвидени се нови летниковци, уредување на пикник места, поставување вендинг машини и унапредување на продажба на сувенири. Аплициране и проект до ЕУ за Преспа за еколошки бродови и понтонски пристаништа за прошетки по Преспанското езеро и околу островот Голем град. Покрај сите овие активности, во следниот период ќе се работи на продлабочување на партнерствата со здруженија, институции и други национални паркови. Досега Националниот парк Галичица има успешна и плодна соработка со Македонското еколошко друштво Црвен крст Охрид, Урсус Пелеос Скопје, Планинската спасителна служба, Алпинистичкиот клуб Патагонија и општините Охрид и Ресен. Од 1 јануари за 5,16% ќе се намали цената на струјата за потрошувачите од првиот блок. За корисниците од вториот блок цената останува иста, а ќе поскапи струјата за корисниците од третиот и од четвртиот блок, соопшти председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски. Цената за првиот блок се намалува за 5,16%. Вториот блок и ефтината тарифа остануваат исти. Третиот блок се зголемува за 2,88% и четвртиот блок се зголемува за 1,86 концепти. Доколку не го воведевме новиот концепт со пристапна мрежа, каде што во рамките на одобрениот регулиран максимален приход, воведовме нов начин, дополнителен начин како да се пресметува електричната енергија, се со цел сметките да бидат потранспарентни. Цената во првиот блок би се зголемила за 3,4%, во вториот блок за 8,62% и во третиот блок за 9,46%, во четвртиот блок за 4,92% и ефтината тарифа за 15,42%. Во моментите кога го имплементиравме надоместокот за пристап кон мрежа, се водевме предста на една од најбитните темелни вредности на нашиот устав, тоа е социјалната правда. Со воведувањето на овој пристап кон мрежа, се овозможивме цената за мрежарина да се намали за речиси 23%. Дополнително, веќе функционира кај 80% од домаќинствата ефтината тарифа од 13 до 15 часот. Утре ќе се одржи 36-та седница на Советот на општина Охрид. На дневен ред пред советниците се 54 точки, меѓу кои и предлог одлуката за усвојување на буџетот за 2024 година. ТВМ телевизија ќе врши директен пренос од седницата со почеток од 10 часот. Утре Советот на општина Охрид ќе одржи 36-та седница со 54 точки на дневниот ред. Советниците ќе ги разгледаат предлог програмите за следната година и ќе го донесат буџетот за 2024. На дневен ред се и предлог одлуки за усвојување на план и програма за работа на јавните предпријатија за следнава година. Советниците ќе гласаат и за усвојување на стратегијата за развој на зеленилото во општина Охрид од 2023 до 2032 година, како и за предлог одлука за начинот на спроведување на постојните урбанистички планови и плански документации и донесување нови урбанистички планови и проекти, како и за начинот на водење на постапките за легализација на дивоградби. На дневен ред е и одлука за спроведување мерки за субвенционирање на трошоците за комунални услуги.
Кон предлог буџетот на општината за 2024 година на утрешната седница советничката група на СДСМ и коалицијата ќе поднесе амандман кој предвидува физичко и патролно обезбедување на училиштата и училишните дворови на територија на општина Охрид. На седницата се очекува да биде разгледана и иницијативата поднесена до Советот од советничката од Левица Виолета Аврамовска за донесување одлука со која престојот и исхраната на децата кои се згрижени во државните градинки на територија на општина Охрид ќе бидат ослободени од партиципација. Советничката на Левица поднесе уште 3 иницијативи, и тоа за градежно прилагодување на влезовите во јавните објекти за непречен пристап за инвалидни лица, за изградба на катна гаража на просторот во близина на спортско-рекреативниот центар Билјанин извори на улица Асном и за набавка на едно противпожарно возило за обновување на возниот парк во територијалната противпожарна единица Охрид. Во главниот туристички центар за новогодишните празници се очекува голем наплив на гости, а полицијата подготвува посебен оперативен план за нивна безбедност. Охриѓани велат да бидеме добри домаќини, да нема нарушувања и инциденти. Засилени безбедносни мерки во Охрид за време на новогодишните празници. Се изготвува посебен оперативен план, голем број полициски службеници ќе се грижат за безбедноста на бројните туристи кои се очекуваат. СВР Охрид ќе биде ангажиран со целокупниот потенцијал. Акцентот ќе биде ставен на одржувањето на јавниот ред и мир, спречување на нарушувања и безбеден сообраќај. Полициски службеници за време на новогодишната ноќ ќе бидат во централното градско подрачје каде што е предвидена организирана прослава на сообраќајниците во текот на целата ноќ и се разбира околу објектите угостителски каде што ќе имаме организирана прослава. Граѓаните велат охриѓани треба да бидат добри домаќини, мирно и спокојно да се дочека новата година без инциденти. Во пријатна атмосфера, во мирно културно финал. Без многу пиење, може помалце, само не многу и така. Важно да се помине хубаво, сложно. Да немат пиење, да немат накојање, малтретирање по луѓево, овие што идат у гостивото странство, да видат кај дошле, што дошле и за година да дојдат. Најчестите нарушувања за време на новогодишните празници во Охрид се тепачки помеѓу пијани гости. Пред новогодишни мостови на пријателство на основното училиште Кочо Рацин од Охрид и основното училиште Веселин Маслеша од Белград. Пополнувајќи ги последните страници од 365 страни, во 2023 година основното училиште Кочо Рацин од Охрид раскажа уште една успешна приказна. Учебната година ја започнаа со стартување на проектот Мостови на пријателство и реализација на првата мобилност во Охрид, а на крајот на првото полугодие ја реализираа втората средба, каде домакин беше основното училиште Веселин Маслеша од Белград. 11 ученици од основното училиште Кочо Рацин заедно со директорката и 2 наставнички од училиштето во периодот од 21 до 24 декември беа гости во Белград со цел да се поттикне личниот раст и развој на учениците во насоката во која веќе пројавиле интерес или имаат претходни знаења и искуства и да им се помогне да се изградат во индивидуи кои придонесуваат и се грижат за здравието, менталниот дух и заедницата. На средбата исто така учествувале и 9 ученици од третото збратимено училиште Веселин Маслеша од Фоча, Босна и Херцеговина. Учениците со спортски игри го јакнеа спортскиот дух преку дружење и надпреварување. Учествуваа во 2 работилници на тема емпатија, каде преку различни групни активности ги зајакнуваа социјалните вештини и го подобруваа нивното ментално здравје. За наставниците беше организирана меѓународна стручна трибина на тема Значењето на регионалната соработка во функција на унапредување на воспитно-образовната работа, во која свое предавање на тема Примена на e-twinning како иновативна и едукативна алатка во училиштата одржа и наставничката Силвана Крстеска од основното училиште Кочо Рацин од Охрид, информираат од училиштето. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. По нешто помалку од еден месец конечно вести за тоа каде се наоѓа Алексеј Навални. Неговите соработници соопштиле дека тој е добро и дека се наоѓа во затвор на Арктикот. 20 дена воопшто не се знаеше каде се наоѓа рускиот опозиционер.
Патувањето до новиот затвор траеше 20 дена и беше прилично напорно, напишал Навални на социјалните мрежи. Во секој случај не грижете се за мене, добро сум, ми олесна што конечно стигнав, напишал Навални. Соработниците на Навални објавија дека тој се наоѓа во секторот ИК-3 во населбата Харпа на околу 1900 километри североисточно од Москва. Голем пожар во пансион во Романија, загинале 5 лица, меѓу кои и едно дете. Голем број пожарникари се на терен и трагаат по уште 3 лица, од кои 2 малолетни, кои засега се водат за исчезнати. Тие престојувале на првиот кат на пансионот, а сите туристи кои биле сместени на приземјето успеале навреме да се евакуираат. Генералниот инспекторат на романската полиција наредил испраќање на тим специјалци од Националниот институт за судска медицина за да почне истрага за причините за пожарот, соопштила романската полиција. Во гостинската куќа за време на инцидентот имало вкупно 26 луѓе. Жена и нејзините 4 деца пронајдени мртви во стан во предградија на Париз, јавуваат локалните медиуми. Децата биле на возраст од 9 месеци до 10 години, соопштило обвинителството, додавајќи дека во станот немало знаци на насилно влегување, а таткото на децата не бил присутен внатре. Полицијата трага по 33 годишниот татко кој е во бегство, пишува порталот Акту 17, кој прв објавил за убиството. Обвинителите започнале истрага за убиство, а истрагата ја води судската полициска служба на Версај. Ова не е прв случај на чедоморство во Франција. Повеќе од 30 против кандидати ќе има Путин на претседателските избори кои ќе се одржат од 15 до 17 март 2024 година. Претседателката на Руската централна изборна комисија за ТАСС изјавила дека 30 лица веќе поднеле апликации. Кандидатура може да се поднесе како независен кандидат или како кандидат на политичка партија. Независните кандидати треба да обезбедат поддршка од група граѓани, што направи актуелниот претседател Владимир Путин, треба да се соберат 300.000 потписи за поддршка на кандидатурата и да се достават до Централната изборна комисија до 31 јануари следната година. На кандидатите предложени од политичка партија им требаат 100.000 потписи. Централната изборна комисија на Русија денеска го одби барањето на поранешната новинарка Екатерина Дунцова, која се залага за мир, а нејзината програма вклучувала ставање крај на војната во Украина и ослободување на политички затвореници. Комисијата како причина ги навела грешките во поднесените документи, објави руската телевизија. Тука го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.